Четврток. Хајде, ќе издржиме некако. Искрено ова четврток, што ден е уствари бе? Не е викенд, а многу сака да биде. Не спаѓа баш у работна недела, затоа што повеќе го сакаме од вторник да речеме, например. Во четврток го гледаш крајот на работната недела, а пак не е крај. И заклучок? Па и не е некој ден уствари. Ај, фала Богу, ќе заврши уште малку. Ама му се запнав, а? Уште еден ден и викенд. Јас ќе одмарам искрено од читање глупости и од јадење бубрези на телевизија и на радио ми има секој ден, така да си знаете. Кај да е од сега за викенд од фрижидер ќе почнам да вискачам. Оп, си отвораш фрижидерче, излегувам јас. Што е бе? Пак ќе јадеш? Види колкав си се направил, а лето иде. Каде се тој стомак на плажа? Ало! Ги следам комшиите редовно, знам комшиите на државата и не можам искрено да им се изначудам. За медиумите зборам. Уредувачка политика да му умре козата на комшијата. За обичните луѓе како нас, исто не им е јасно како дојдовме до ова дередже, ама медиумите срамотилаци. Срамотилаци. Раце трија, такви целите чекаат да се степаме. Абе, мрднати ли сте? Неарни сте у мозок, јас да ви кажам. Браќа Срби пишу да е сваког тренутка очекуе отцеплjenje Западне Македонije. Доста нормални бре. А да се гледате ви своја посла, грците у Вашингтон кукале дека само они се сагламу регионов. Дека они да ти биле столб на стабилност, имале посебна улога за зачувување на безбедноста. Ајде, ќе си пукам у колено. За да покажа дека ние уствари сме голем проблем, вчера сите грчки медиуми објавија информација дека специјална единица на армијата била во состојба на подготвеност и за неколку сати можела да се распореди на границата со Македонија. Па нема вас да ве напаѓаме, нели меѓу себе ќе сме се срчкале? Кога ќе тргнеме у напад на Солун, затоа што е наш, нели, ќе бидете со време известени, не се кирете. Пообичаено тоа го правиме во сабота на шопинг. Ние да не сме ви пропаднаве, се извинувам. Да. Сами сме си криви за се. Се разбира дека никој друг не ни е крив. За овие изродиве зборам као Доде и компанија, знаете. Таа пратеничка, уште под странска држава, се здоби со огромна популарност затоа што ја вергламе 5 дена на телевизија, на радио, у весници, у фрижидер, у ВЦ. Коначно ги доби своите 5 минути у кариера и избесна. Главна е. Па место да увиди дека сгрешила на толку калетви што и фрлија, вчера уште поостра, бе, јазикот, не го пушти. И ние пак, видија што рекла, како рекла, зошто рекла. Одно игнор и стискаш, стајте ја на игнор. Не објавувате ништо за неа, помножете ја со нула, па баш да видиме што ќе прави кога нема да биде веќе популарна. Сега Додувче, ако се избачи со голи фотки од купатило, искрено, ќе се договориме. Ќе те направиме популарна баш таму кај што треба. Каде што заслужуваш. Ич да не се секираш. Дечки, олабајте со Facebook политика. Не сте главни ако имате 5000 френдови, ја имам. Не сте закон ако имате по 600 лајка на некој многу паметен пост. Не го креирайте искрено собственото мислење според постови на Facebook. Не правете слика за нешто според коментарите. Мајно, оставете го Facebook таму каде што му е местото, во виртуелниот свет. Сапиме ликови што до вчера не сме знаеле ни дека постојат. Хейтате луѓе што не ги познавате лично. Ставите све на хајд, море делит све бе. Све делит, нели научивте нешто од Сноуден. Да пробаме со рестарт, да видиме, можда ќе се разбудиме од ова лудило. Чекамо се. Се напнав уште од почетокот. Сега е време за малце лајтерица. Чекај да се вака за лајтерица да се наместа. Како? Вака.
Читам пред некој ден, некој наш од многу гледање холивудски филмови отишол на адвокат да склучи предбрачен договор. Едно од барањата во договоров било, се извинам, микрофончето, сакам да се задолжи сопругата редовно да чисти, пере и секој ден да готви. Аман бе, мајсторе, не можеше тоа пред да запросиш да се договорите? Ја носиш на романтична вечера каде што планираш да запросиш или на протест, на пример. И почнуваш неврзан муабет околу тоа што мисли за редовно чистење, перење и готвење секој ден. Ако видиш дека не се сложува, раскини. Што ја вртиш? Ако се сложи, клекни, извади прстенот и шкленк, готово. Сега момаков многу ја сакал изгледа и како направо машко страв му било да ја праша за овие работи, па му текнало на предбрачен договор. Се зезнал, затоа што во Македонија предбрачните договори не се предвидени со закон. Ве молам да пишете што се десило потоа. Баш ме интересира, многу ми е важно. Искрено ви кажам, многу ми е важно. Во исто време, Делчево да ти бил градот во кој најмногу расте бројот на разведени. Во јануари и февруари годинава дури 8 бракови се разведени, а во последните 3 години 120. Мажите малку повеќе поднесувале барање за развод, односно во 67 случаи, а жените поднеле тужба во 61 случај. Изгледа делчевчанки слабо готват, перат, чистат. Најчесто се разведувале млади брачни парови на возраст од 30 години. Стварно, шо така? И Делчево деме ги следи светските текови. Аман бе, дечки, па и Делчево има интернет, има телевизија и таму е 21 век. Добре, не секаде, ама... Зошто бре се жените мажите пред 30 години? Можда нема што да правите баш, ама па дојдете у Скопје тогаш. Сите дојде, па не вие. Немате кај да искачате, па се зимате. Немате парк или шума за сексче малце, па морате да се земете за на рад да водите љубов. Родителите ви влегле у була, земале по 2-3 кредити за свадба да ви направат. Вие се разведувате. Абе, комо респект, малце поштовање према вашите, бре. Малку така вискарав, а? Не, стварно, се напињам на темова, пошто, нели, на секоја собиранка со роднини, ајде, Марче, кога ќе те жениме, ова, она, Марче, време ти е, сега ќе им одговорам. Какво женјање, бре? Видовте у Делчево? Па нека се чуда што се десило. Ко за крај, една информација која ни дава надеж дека не сме само ние што не сваќаме некои работи. Професор од Универзитетот во Харвард тврди дека научниците добиваат сигнали од вонземјани во вселенски брод кој се наоѓа длабоко во вселената, ама не сваќаат дека тоа уствари се пораки. Чудните радни обранови кои ги добиваат на земјата можеби се пораки од вонземјани, ама ете, не контаат дека некој се обидува да им прави муабет. Не сваќаат и тоа ти е да ви пратиме некој леснувач или еврокомесар да ги дешифрира ако сакате. Само кажете со време да го спремиме списокот, затоа што ни е долг. Чао четврток, се гледам утре во петок. Гледајте ТВ Нова.